Листата на жешки точки или контаминирани подрачја е направена во 2006 година, а од тогаш многу малку е преземено. Тие со децении ги трујат со отровни материи почвите, водите, воздухот, а преку тоа и храната и населението во близина, но и во поширок обем затоа што отровните материи се шират и транспортираат. Состојбата со овие контаминирани подрачја е променета. Сепак, и тогаш и сега, првото место убедливо на листата го заземаат депониите во Охис. Опасните хемиски супстанции во малата и големата депонија во Охис, како и во Пеленица, се добиени како споредни, отпадни производи во процесот на производство на пестицидот линдан. Во депониите во Охис, всушност, најмалку има линдан. Таму има изомери на хексахлороциклохексаните, гама изомерот е линдан, а алфа, бета и делта се главните отпадни хемиски супстанции кои што кога се синтетизирале сите, со посебна технологија, се екстрахирал линданот и тој се продавал, а другите се депонирале во дворот на Охис или некој од нив во дупката во Пеленица. На големата депонија има над 30.000 тони најтоксични супстанции што ги имаме некаде депонирано во државата, покриени со 20.000 тони земја. На малата депонија има околу 2.000 тони хемикали и околу 10.000 тони земја. На Пеленица се преценува дека има околу 40.000 тони. Значи, има скоро 100.000 тони опасни материи на трите депонии. Подземните води во регионот на Охис и населбата Лисиче, кои што комуницираат со Вардар, се со стотици пати повисоки концентрации на овие хемикали од максимално дозволените, а тие се користат преку бунарите за наводнување. Областа на Охис не е загадена само со хемикали, туку испитувањата покажаа дека почвите, особено па и подземните води, се загадени многу и со жива и со некои други тешки метали и со други хемикали кои што биле користени во Охис. Со оглед на опасноста на батериите кои со децении биле таложени во Охис и во Пеленица, а дополнително неколку декади стојат одложени и загадуваат, државата конечно во 2021 година со странска помош почна со расчистување на малата депонија во кругот на поранешната хемиска фабрика. 3 години подоцна депонијата не е исчистена. Тогаш најавите беа дека малата депонија ќе биде исчистена за 18 месеци. По 3 години, Министерството за животна средина и просторно планирање во октомври соопшти дека за завршување на проектот недостасуваат 7 милиони евра. Со последниот ребаланс државата ги префрли последните буџетски средства предвидени за оваа намена во мултипартнерскиот фонд за 2024. Со оглед дека се појавува недостиг на средства, во чистењето има и по неколку месечни застои како што беше годинава.